Македонски медиа сервис mms.mk. Чест ми е денеска што има можност со градоначалникот на општина Пробиштип, со директорот на Златовица да бидеме домаќини на потпредседателката на владата на Словенија, министерка за надворешни работи и европски прашања, Тања Фајон, и заедно овде денеска да го посетиме и хидросистемот Златовица, кој што е пример на заедничкото партнерство помеѓу Словенија и Северна Македонија. Нашите две држави имаат одлична пријателска соработка и во секој еден сегмент на живењето. Словенија е наш поддржувач на европскиот пат и тоа се докажа како еден од најсилните поддржувачи токму на остварување на нашите стратешки цели. Држава од која го црпиме и искуството во преговорите, од која имаме голема поддршка во процесот на усогласување и на нашето законодавство. Ние тоа во делот на земјоделството особено го знаеме. Нашата успешна соработка може да се види преку повеќе проекти, кои што со поддршка на Република Словенија се реализираат во нашата држава. Денес не случајно сме тука во општина Пробиштип, бидејќи токму тука со поддршка од Словенија се изгради и филтер станицата на општина Пробиштип. Капитален проект кој што возможува квалитетно водоснабдување на жителите на општина Пробиштип. Изградбата на филтер станицата следуваше откако со изградбата на хидросистемот Златовица се обезбедија услови за водоснабдување на граѓаните на општина Пробиштип, Штип, Свети Николе, Карбинци и Лозово. Но за да се користи водата од хидросистемот, беше потребно да се изградат и нови филтер станици во општините опфатени со овој проект, со технологија која што возможува преработка на површинските води. Во општина Пробиштип е изградена филтер станицата која што има капацитет од 75 литри во секунда и која што располага со соодветна технологија за преработка на површинските води. Вредноста на инвестицијата беше околу 1 милион и 400 илјади евра со поддршка и учество на општината, на државата, но секако и со значајна поддршка од Словенија со донација од над 450 илјади евра. Дополнително, за да може да го зголемиме капацитетот на филтер станицата, како и да се изврши сервисирање на опремата на истата, вложени се 1,2 милиони евра, од кои што 600 илјади евра се од буџетот на Северна Македонија и 600 илјади евра се од поддршката од нашите пријатели, односно од владата на Република Словенија. На овој начин во 2019 година го завршивме и заокруживме ова, успевајќи да го зголемиме капацитетот на 100 литри во секунда. Како што напоменав, со изградбата на хидросистемот се обезбеди водоснабдување на населението од 5 општини од околината, Пробиштип, Штип, Свети Никола, Карбинци, Лозово, подобрувајќи ги условите за живот на населението. Преку проект за надградба на хидросистемот се изврши замена на старената опрема, рехабилитација и надградба на постоечките системи, со што се подобри одржливоста на истиот и сигурноста во неговата работа. Со рехабилитацијата на хидромеханичката опрема се овозможи навремено празнење на акумулацијата во случај на појава од големи води, што придонесува за поголема безбедност на населението по течението на река Златовица. Кај главниот систем се изврши комплетна рехабилитација. Пред малку имавме прилика заедно со министерката Фајон да го видиме и инсталираниот нов софтвер на SCADA системот во хидросистемот Златовица, кој што се состои од главен SCADA центар во Пробиштип и секундарен SCADA центар на Брана Кнежево, преку кој се врши надгледување и управување со опремата за контролните точки од хидросистемот. Обновувањето на компјутерската опрема, серверите, електронското складирање и зачување на податоците им овозможува во наредниот период, последните 10 години, без проблем да функционира целокупниот SCADA систем на хидросистемот Златовица и повторно тоа е направено со финансиска поддршка од пријателска Словенија. Сите овие инвестиции, иницирани од општина Пробиштип, поддржани од владата и на нашата пријателска Словенија, придонесуваат за подобрувањето на условите за живот во целиот овој регион, во Пробиштип и во повеќе околни општини. Токму од тука сакам да упатам голема благодарност до министерката Фајон, до граѓаните на пријателска Словенија за вербата, за поддршката при реализација не само на нашите стратешки цели за она што се бориме, тоа е европска иднина на нашите генерации. Никогаш сме немале отворени прашања, секој пат сме ги црпели искуствата, таа позитивна енергија секогаш постојала помеѓу
помеѓу двете земји, меѓутоа денеска еве и надвор од дипломатијата може да се увериме дека она за што се борат министрите на влада за овие и ваков вид на партнерство кои што постојат помеѓу двете земји, денеска се гледа конкретно со дела, со проекти кои што се од значење за граѓаните и за секојдневниот живот на граѓаните во овој регион. Јас само сакам да напоменам дека она што ние како следно го работиме како министерство е уште поголема поддршка која што ја добиваме од Словенија. Пред само месец дена целокупниот наш сектор за земјоделска политика во рамки на проект на Светска банка беше во студиска посета на Словенија, од каде што ги црпеме искуствата во новата реформа која што започнуваме за целосна реорганизација и реформа на земјишната политика. Ние сме слични земји, многу допирни точки, и навистина искуството кое што го има Словенија во креирањето на земјоделските политики, особено на земјишната политика, сега нас ни користи како основа за новата реформа. Исто така, овој месец голем број на млади фармери од Македонија ќе бидат во Словенија, каде што ќе го црпиме искуството како да го формираме до крајот на годината и сојузот на млади фармери во Северна Македонија, по примерот на сојузот на фармери кој што функционира безпрекорно во Словенија и кој што се главен двигател, главен чинител и најгласен промотор на политиките и креирањето на земјоделските политики токму во Словенија. И уште многу други закони, особено законот за органско производство, законот за рибарство и многу други, навистина, кои што се носат во овој период и се во македонското собрание, се направени врз база на искуствата кои што ги има Словенија. Верувам дека еве ова поддршка, сите нови моменти кои што и денеска ќе ги сподели министерката во поглед на перспективите и новите меморандуми, секако дека ја продлабочуваат и засилуваат токму соработката помеѓу нас и Република Словенија и ги зближуваат со тоа и сите граѓани. Благодарам. Зelo lepo je biti v kraju, kjer smo uspešno zaključili en tako tipljiv, konkreten projekt. Убаво е да се биде во еден крај, во едно место каде што се гледа дека се создава живот, даваме живот, водата е извор на живот и прекрасно е да се види надписот на хидросистемот Златовица, Република Словенија. Република Словенија и Република Северна Македонија се традиционално долгогодишни партнерки, пријателски држави кои соработуваат и Словенија е голем поддржувач на Република Северна Македонија, не само на патот кон интеграции во Европската унија, туку и голема техничка поддршка на различни проекти. Денеска конкретно бевме овдека во сите изминати децени до сега Словенија вложи околу 2 и повеќе милиони евра, односно за изминативе десетици години 43,5 милиони евра, а овој проект овде е доказ за успешна соработка, техничка. Ме радува што имав чест да ја видам, задоволство ми беше да видам контролната соба со која се контролираат со нов систем, нова програмска опрема, како нова пречистителна станица со која што обезбедуваме поголем квалитет на питка вода во регионот и со овој меморандум едноставно ја потврдивме оваа соработка долгогодишна. Благодарни сме, исклучително сме благодарни на големата поддршка и помош што ни ја даде Словенија во текот на поплавите што ја зафатија во месец август и тоа е уште еден доказ дека таа соработка и тоа пријателство трае со години продолжува. И понатаму, значи денеска и понатаму ќе настојуваме да ја поддржуваме Република Северна Македонија на незиниот пат кон европските интеграции за конечно во 2030 година да стане полноправна членка на Европската унија. И во таа смисла мислам дека се потребни големи напори да се остане на тој пат, да се реализираат реформите и Словенија во таа област ќе ја нуди целата техничка поддршка и знаење како и до сега. Благодарност уште еднаш што денеска сме овде, што ќе продолжиме со нашата соработка и во Словенија, Северна Македонија има секогаш искрен пријател како и Само хвала ше енкрат за gostoljubje, за тоа да смо лахко данес ту, за тоа да бомо лахко напrej še dobro sodelovali. V Sloveniji ima pa Severna Makedonija veliko prijateljico. Makedonski medija servis mms.mk